поголемиот проблем. Тоа е во оние пропратни 10, 15 или 17 страни на сите оние дополнителни ставки кои нас не жигосуваат и однародуваат. Значи, извини, мене не ми е сеедно да македонска опера и балет стане национална опера и балет. Зошто не е македонска? Таа не е опера и балет на Република Македонија, па да ја смениш, таа е македонска. Што се етничкиот моменти смета? Па нели не правевме муабет за етносот, дека етносот не е проблем. Македонска филхармонија зошто ти смета? Не е филхармонија на Македонија, таа е македонска филхармонија. Од друга страна имаше ситуација кај што имаш национална галерија на Македонија, се национална галерија на Република Северна Македонија. А зошто не биде тоа само национална галерија? Веќе ако ти сме, пошто ако земеш низ Европа, да знаеш националните галерии немаат име на држава. Во Бугарија националната галерија е само национална галерија. Во Англија е само национална галерија. Пошто е галерија на државата. Зошто мораше во името да го ставиш Република Северна Македонија? Значи, таквите притисоци дополнителни, кои беа дел од договорот, тие дополнително го сатанизираат и уништуваат било каквиот мотив на обичното патриотско нормално население да се сложи со тој некаков компромис. Затоа што ти имаш дополнително толчење не само по името на државата, него по националниот идентитет на македонецот, на етничкиот македонец. Ти го толчиш тука него. Нели цело време викавме дека кодови, кратенки, ово не се менуваат. Сега гледам дека регистарските ќе бидат НМК. И сега ти викат, домејните нема да се сменат, значи тие ќе бидат НМК, барем сега за сега, но де факто ти ги менува регистарските таблички на плавано, нели, после Европска унија што со НМК. Чекај сега, нели немаше менување? Се нели зборевме, нема кодови, нема било што. Второ, фуснота кај јазикот. Зошто фуснота? Кој друг јазик има фуснота? Кој друг јазик има фуснота? И второ, си сменил име на држава. Добро, Америка се вика United States of America. Американците не се викат United Statians, Americans се викат. Јас сум Republic of North Macedonia, да. Па зошто сум Citizen of North Macedonia, Macedonian коса црта? Зошто? Зошто не сум само Macedonија? Значи, името на држава, име на држава. Еве да кажеме дека сме прифатили име на држава. Еве да кажеме ти си попуштил, јас сум попуштил, сите сме попуштиле, име на држава се смени. Зошто придавки, додавки? Значи, тука веќе настанува обезличувањето. И тука не... сега, третиот момент. Јас читам, еве, на Facebook, на Twitter, по сајтови овој. Битно полн стомакот да ми бил, мене ми е гајле, продолжуваме за Гоце Делчев за овој. Види, тебе може би ти е гајле, ама тоа тебе како личност те прави дрво без корен. Тоа ти е како ти да почнеш да се срамиш и да негираш кој ти е татко, кој ти е дедо. Ние знаеме дека во овој град, ние колку да се правиме космополити, големи, вакви, онакви, ние сите имаме некакво минато. Некој доаѓа од квалитетна фамилија, некој доаѓа од просечна фамилија, некој доаѓа од криминална фамилија, некој доаѓа од секако. Јас сум цел живот во Скопје. Од бебе. Само сум роден како мал во Битола. Знаеш дека мене 90% луѓе што ме знаат површно ме сметаат за битолчанец? Знаеш зошто? Јас така се представувам. Знаеш зошто? Јас се гордеам со тоа кој сум и што сум. Јас од бебе, од своји 3 месеци, сум од Скопски чаир, од своји 3 месеци, 30 и нешто години, кратко време 3,5 години во кисела вода, се во Тафталиџи. Јас се гордеам со тоа кој сум, што сум. Со сите мани на моето семејство, со сите мани на Чичко, на Вујко, на баба, на дедо. Тие се дел од мене, тие се дел од мојот бит. Баба ми и дедо ми да не го направиле, татко ми, јас немало да постојам. Татко ми, мајка ми, да не ме направиле, јас немало да постојам. Тоа што некој интелектуално, културолошки, образовно заостанал, или некој што се кренал, тоа е дел од растот на личноста и од создавањето, но сите тие се дел од моето минато. И сега ти мене да ми кажеш дека е сеедно кој бил Гоце Делчев, кој бил овој, кој бил он. Полека бе, брат. Полека, како ти е сеедно. Како ти е, значи ти е сеедно што постоиш. Супер, се ми фрли се. Заврши со себе. Мене не ми е сеедно. Велат, човек кој не си го почитува минатото, има проблем во сегашноста, а нема иднина. Имаме најака песна, народ е македонски. Велат,
Таа песна јас која дознав како дете, од тогаш во глава ми вели: не знаеш кој си, што си, други те знаат. Срам голем е за тебе сам да се не знаеш. И ние во песна те кара, ти вика глуп си, опрај се. Сега вадиме книги, правевме муваве за господинот